Почитувани граѓани, почитувани новинари. Во време на национална тага и целосна мобилизација на институциите за расветлување на случајот, Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН сакаат да профитираат на сметка на трагедијата. Недозволивата политизација на трагедијата го покажа политиканството и непознавањето на Уставот и законите од страна на Мицкоски. Уставот на државата е јасен. Член на владата може да поднесе оставка, но пред премиерот. Председателот на владата може да предложи разрешување на член на владата, а за предлогот за разрешување собранието одлучува на наредната седница согласно Уставот. Мицкоски и ВМРО ДПМН се однесуваат неодговорно. Сето тоа е доказ за очајот во кој е западнат Христијан Мицкоски. Заврши времето кога политиката доминираше над правото. Заврши времето кога истраги и записници од постапки се диктираа по телефон, се измислуваа сведоци и се злоупотребуваа институциите да прават театри пред јавноста. Заврши времето на напишани пресуди пред завршени постапки. Тоа време, почитувани, беше времето кога ВМРО ДПМН беше и полиција, и обвинител, и судија, и сведок. Сега се постапува по устав, се постапува по закон, по пропис. Има истрага која ја водат надлежни органи и една таква истрага, темелна, независна и професионална, ќе ги даде сите одговори. ВМРО ДПМН нема никакво право да се повикува на морал, а уште помалку пак има образ да ја оценува работата на министерот за здравство Венко Филипче. Работата чија што ВМРО ДПМН ја обструираше и саботираше во секоја можна прилика. Тоа, почитувани, е партијата која во собранието ја кочи и ја блокира изградбата на клиничкиот центар. Ја саботира борбата против COVID-19. Ги подкопува мерките за заштита на здравјето на граѓаните и поддржува антиваксерски протести. Ова, почитувани, е само дел од причините зошто раководството на ВМРО ДПМН треба да се воздржи од користење на зборови како етика и одговорност. И конечно, треба да научат право, што е устав и закон, и најважно, да го почитуваат. Ви благодарам.